Quo vadis? Dragi moji, повторно сме заедно. Во меѓувреме, дури мислев и да направам една воредна, но за среќа не ескалираше. Имено, минатите денови имаше избори во Тајван и во Тајван беше избран минатиот период. И во Тајван беше избран председател кој Кина го етикетира, го нарече како сецесионистички или едноставно дека е сепаратист. Поточно, проблемот Кина и Тајван е што се игра таа баланс игра, му дозволуваат свое политичко уредување на Тајван да има како што има, но се уште го сметаат како дел од Кина. Кина па и не го дава. Тајван пак сака потпуно да се отцепи и затоа има меѓународна поддршка од НАТО земјите. Но, ако тоа го направи Тајван, ја мислам дека Кина ќе иде дури и во глобална војна. Што е надвор од имиджот кој го гради со децении Кина, дека е мирољубива и дека на поинаков начин сака да ги решава проблемите, онака како што ги решаваше и со Хонг Конг. Ако паметите дека Хонг Конг кој беше даден на 200-300 години, не е ни битно сега, британците кои го раководеа, некаде во 90-тите или 80-тите години со подпис, со една помпа го вратија на владење на Кина. И Кина, иако е Хонг Конг на Кина, бидејќи Кина му ја гарантира безбедноста, полицијата, војската и така натаму, но е му дозволено демократија плюс повеќе и така натаму, а тоа го искористија британците да роварат, протести и така натаму. Голема е таа игранка се игра и во Америка за рушење на Трамп, знаете, овдека ние тоа го видовме со шарената револуција и војните им се страшни и кога нема куршум. Но овдека е ситуацијата подраматична. Во 22 за време на короната ние многу не бевме фокусирани, но тогаш Кина имаше своји воени вежби во јужното кинеско море и тие воени вежби се одржаа како една, да речеме, се одржаа околу Тајван. На некој начин тие направија воена поморска блокада на Тајван. Нешто слично имаме видено 62 кога американците истото го направија за да изблокираат влијанието на Русија во Кина. Во суштина работите се многу едноставни, ако е по општа политика, ова се официјалните ставови. Имено, Кина организира така наречена казнена, ова е некоја си, да речеме, казнени вежби во првата недела од работата на тајванскиот претседател Лао Чингте, кој беше означен од Пекин како сепаратист поради неговите ставови за независност. Кина е наводно збесната, почнала вежби за казнување околу Тајван, како што рече, одговор на сепаратистичките акти, испраќајќи силно вооружени војни авиони и организирајќи лажни напади, додека државните медиуми го осудија новоименуваниот председател Лај Чингте. Во вежбите во тајванскиот тесници и околу групи острови контролирани од Тајван покрај кинескиот брег доаѓаат само 3 дена откако Лај ја презеде функцијата, човек кој Пекин го мрази како сепаратист. Малце се глупи овие текстови, мразење, сакање, нервирање. Држава голема како Кина не може да мрази или да се нервира. Они делуваат. Кина, која го смета демократски управување од Тајван како своја територија, го осуди инаугуративниот говор на Лај во понеделникот, во кој тој ја повика да престане со заканите, велики дека двете страни на тесницот не сте подредени една на друга. Но, ако ова ви е мапата и ова го гледате, овдека има само 100 километри од Кина, од Република Кина до Тајванската Република Кина. И они Кина така некако ја нарекуваат. Но она што може да се забележи е огромен брод на бродови, уште поголем брод на подморници кои се во околу Тајван и едноставно не пиле што не може да пролета, туку не може рипче да преплива.
буквално е таква ситуацијата. Она што треба да го знаете, да ви го покажам како споредба, е следново. Ова е мапата која покажува споредба. Од ова можеме да заклучиме дека сегашните маневри се неколкократно поголеми од маневрите кои беа одржани 22 година. Ова со црвеното што го гледате се маневрите кои беа одржани во 22, а ова со посветлото нијансирање се маневрите кои сега се одржуваат. Како што гледате, има 4 до 5 острова вклучени директно, потоа блокади од овие страни, и површината на блокадата може да се заклучи дека е многу поголема. Она што дополнително загрижува во целото ова е што пред некој ден 2 фрегати на тајванската морнарица доцна вечерта нагло, значи најверојатно под аларм го напуштија пристаништето, и се во ова ќе резултира со многу тензична состојба наредниот период. Но има една друга работа која ја размислам. Воените стратези сега имаат сигурно многу по-детални, по-долги анализи ќе направат, но мене ме чуди една работа. Знаете што, ако во овој момент они направат сериозен конфликт или го нападнат Тајван, како што Русија ја нападна Украина или влезе да ги брани, значи своите граѓани во Украина, да ги кажам и двете верзии, на едната и на другата страна, Кина може да го направи истото. Но, дали тоа ќе предизвика воредна состојба или воена состојба во Соединетите Американски држави? Ако ја предизвика, тогаш ќе имаме големата. Зошто големата? Затоа што тогаш нема избори. Нема избори, Трамп, чао рагаци, аривидерчи. Трамп нема шанси да биде избран. Затоа што според уставот на Соединетите Американски држави, ако се прогласи воена состојба, а може да идат на висок дефкон, се одложуваат председателските избори. Моментумот кој сега го има Трамп може да биде поништен. Како и да е, Кина и Тајван е големото жариште, кое јас со месеци ви го повторувам. И сега некој од вас ќе каже: а што мене ми е гајле? А е Тајван, а е Егеј, а е Кипар, што мене ми менува? Еве што ви менува, драги мои. Човек не треба да ги следи мејнстрим медиумите, затоа што обоено објавуваат. Ама ова е уште помалку важно дали вие навивате за Русија, Америка или Кина или Марсовци. Не е битно, туку многу практично. Ако има воена состојба, ќе имаме повторно состојба некаква каква што имавме со короната. А тоа што ќе значи? Тоа ќе значи дека ќе имаме, ако не карантини или намалување на слободата на движење и изразување на говор, што на повеќето не е мегајле, а мене ми е многу грижа, и тоа како цел живот сум поминал за слобода на говор. Моите предци се бореле за слобода, а слобода што значи? Прво, слобода на говор, второ, да не те убиват, да не те затварат, трето, да збориш на свој мајчин јазик, да сме нејасно. Тоа ќе значи воредна состојба, воена состојба, драматично, или ако пукне некоја нуклеарка, не дај Боже, пупу с краја да е, тоа ќе значи прво раст на цените. Движнини, недвижнини. Размислете, што ќе иде тогаш горе, а што ќе паѓа? Пазете кај инвестирате нареднива година или оваа година, додека не се разреши ситуацијата со Тајван, Русија, Украина и председателските избори. Тоа се 3 клучни работи. Дали ќе бидете смирени, ќе ризикувате или ќе играте паметно, е ваш избор. Но затоа треба да се информирате и да ги следите овие работи. Може би нема да ни паднат бомби на глава, ама можат други бомби да ни паднат од кои ќе квичиме наредните децении до крај на животот. Затоа ви збора. Кво вадис? Еве отприлика на каде одиме. Ова беше се за оваа недела. Благодарам за вашето внимание. Се гледаме идната недела на Единствена Македонија во мојата блог-влог
kolumna Quo Vadis. Prijetno.